Општата болница во Охрид кубури со стручен медицински кадар. Дефицит има на повеќе оделенија, но најкритично е на урологија и во оделението за физикална медицина, каде има само по еден доктор специјалист и тоа пред пензија. Според систематизацијата, во болницата фалат 86 лица на различен кадар, од доктори, медицински сестри, болничари и хигиеничарки. Само изминатата година се пензионирале 10 доктори специјалисти. На оделението на урологија моментално има само еден доктор специјалист кој што е носител на дејноста. Меѓутоа се ангажирани уште двајца, во преговори сме и за трет специјалист. Тие доаѓаат од клиничка болница од Скопје, како и од градска болница Скопје, со кој што се некако покрива дефицитот колку што може. Меѓутоа 3 часовна работа не може со еден специјалист само вработен. Во оделението за физикална медицина исто така има еден доктор специјалист, докторката исто во подмината возраст која што е пред пензионирање. Имаме една колешка која што е на специјализација за физикална медицина и очекуваме таа исто така да се врати за година и пол-две. А во однос на инфективното оделение, ево, можам и оваа прилика да искористам да кажам дека и тие ќе почнат со дежурства од 1 ноември, ќе видиме како ќе оди. Од болницата уверуваат дека не постои опасност некој од оделенијата да биде затворено. За 2 години од болницата пуштени се 35 лица на специјализација. Во овај момент и во наредните година-две не постои таква опасност, со тоа што сите се надеваме дека баш за 2 години општа болница има пуштено 35 специјализанти на специјализација, значи цела надеж е во нив дека ќе покријат дефицитарен кадар и оделението сепак нема да се затвори ни едно во болница. Инаку дефицитот на кадарот во Охридската болница моментално се надополнува со ангажирање доктори од другите болници. Нина Ритоновска, Сител телевизија.